За секој подпис на документ како министер Венко Филипче земал пари и за тоа понекогаш знаел и екс-премиерот Зоран Заев, тврди Бојан Јовановски, познат како Боки 13. Во дел од документарниот филм кој го сними Јовановски за случајот Рекет, во кој е осуден на 5 години затвор, објави фотографија од лидерот на СДСМ која е направена наводно во неговиот дом, а за кого вели дека бил чест гостин кај него. Венко не подпишувал никаков акт без да земе пари. Ништо како министер за здравство не е правил за без пари. Што со знаење на Заев, што без знаење, што се криеле еден меѓу друг. Али Венко, рецимо, за било каква работа, било какви средства извадени, било каков апарат, затоа е здравството такво. Здравството е ништо на Венко Филипче. Јовановски го нарекува Филипче најпослушен министер на Зоран Заев, кој бил поставен од Радмила Шекеринска, но кога насетил моки пари се приклучил кон кланот на Заеви. Филипче беше во мојот дом, ајде да не кажам секој ден, али беше чест гости. Ова се фотографија од кај мене на Филипче, кој што го гледа дете. Таков. Најпослушниот министер на Зоран Заев беше поставен од Радмила Шекеринска. Но потоа Венко Филипче некако се дистанцираше од Шекеринска и се приклони кон кланот Заев. Бидејќи таму насети моќи пари. Јовановски во дел од документарецот објавува преписки кои се воделе помеѓу него и Заев, а во кои се договараат за средба. Поранишниот премиер имал многу повеќе прислушкувани разговори од тоа што предал во згаснатото СЈО, каде имало истрага за тоа, тврди Боки 13. Зоран Заев ги имаше сите снимени разговори кои што ги предаде во СЈО, ги имаше во копија, селектирано предаде 600 и кусури илјади разговори, бидејќи имаше околу 2 милиони разговори. И со истите тие разговори снимени тргуваше до последниот ден. Дали ќе биде тоа закон во прашање, промена на име. Кад Сејанева, токму за тие снимени разговори имаше предистрага и требаше да биде донесена наредба за истрага која водеше до Зоран Заев. Алфа телевизија побара став од Венко Филипче и СДСМ. Како ги коментираат обвинувањето од Јовановски? До овој момент одговор не добивме ниту од партијата, ниту од партискиот лидер. Инаку Бојан Јовановски во случајот Рекет беше осуден на 9 години затвор, но апелација му ја намали на 5 поради неговата здравствена состојба и тој излезе на слобода. Пред 3 дена Боки 13 беше прогласен за виновен дека измамил и искористил бизнисмени со цел да се збогати во предметот меѓународен сојуз. Кривичен го осуди на 5 години затворска казна, откако апелационите судии го вратија предметот на повторно одлучување.